Обично Универзитетот на Југоисточна Европа традиционално има отворени денови, Open Days, и тоа една недела по објавување на огласот. Ние минатиот петок го објавивме огласот, сите можевте да го видите тоа и веројатно кај вас се пристигнати. Така да во овој дел очекуваме да студентите, потенцијалните студенти, односно матурантите, бидат првично информирани основно со нашата академска понуда, на ниво на студиски програми, на ниво на циклуси на студии и на ниво на факултети. Се разбира, ова година имаме и нова понуда, тоест новите студиски програми за техничките науки, кој што е само што е акредитиран, и тоа е политехника и социјална психологија. Две нови студиски програми, сосема нови, затоа што сметаме дека тоа е потреба на пазарот на трудот. Целта е на ова да се информираат изворно, преди се со понудата, потоа со лабораториите и центрите што ги имаме за логистика, со технолошкиот парк и сите други аспекти од инфраструктура, почнувајќи од кабинети и тоа што се вели на практична настава, вклучувајќи го и технолошкиот парк за практичната работа. Обично очекуваме оваа година да имаме околу 1100 студенти, тоа е наш таргет. Претпоставувам дека се поставува таргетот доста реален, затоа што е на основа на претhodната година кој заврши на 1080 студенти. Значи, точно во тој дел сме го таргетирали очекувањето. Доколку бидат регистрирани толку, ние обезбедуваме одржливост и развој за 5-6% секоја година, како што впрочем се реализира последните 3-4 години. Денеска тука се присутни и наставниците, и деканатите, и сите, за да ги информираат изворно, преди се и со администрирање на системот на квалитет во универзитетот, и како што реков, очекуваме исто така и меѓународни студенти, трета генерација кои се очекува ова година, кои веќе почнале и заради потребите за поранешна и претходна апликација, бидејќи ти имаат потреба да обезбедуваат и виза за престој на студии. А истовремено тие и престојуваат, обично доаѓаат од Југоисточна Азија, како што знаете, Таџикистан и Пакистан, но и од Турција има се поголем интерес, се на англиски јазик и со студиски програми каде што на некој начин се атрактивни, како што се новите современи технологии, значи IT факултетите, студиските програми поврзани мултидисциплинарно, како што е EEE програмата на енергетика, екологија и економија, но и другите циклуси на студии кои што се доста интересни за нив. И очекуваме таа бројка да се заокружи ова година со трета генерација некаде на 180 до 200 студенти меѓународни.